Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Пред 2 дена беше светскиот ден на пулсот. Овој ден се одбележува за да се подигне свесноста дека неправилното очекување на срцето е сериозен аларм да се побара лекарска помош. Доколку навреме се побара помош, може да се спречи мозочен удар. Колку е тоа важно, што значи неправилно очекување на срцето и која аритмија е најопасна, мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доцент доктор Јане Талевски, електрофизиолог од клиниката за кардиологија. Доктор Талевски, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдов, Сања. Пред 2 дена ве споменав дека беше светскиот ден на пулсот и ви имавте еден вид на настан со флаери, со укажувања до граѓаните како може сами да си го измериме пулсот и како да знаеме дали ни е правилен пулсот, дали ни е неправилен. Па еве сега за почеток ќе ни кажете што значи неправилно очекување на срцето. Да, значи пред 2 дена имавме, беше Европскиот и Светскиот ден за пулсот. Значи ние како член на Европското здружение за срце и ритам, особено на Европското кардиолошко здружение, ова го со нивна поддршка го правиме. Идејата на настанот е да ја зголемивме разбирањето кај пациентите што значи правилен, што значи неправилен пулс и зошто тој неправилен пулс е толку битно да се рано открие, односно и неговата поврзаност со евентуални компликации. Значи, неправилниот срцев пулс најчесто е поврзан со атриална фибрилација, најчесто, не секогаш, кое што е многу често поврзана со мозочен удар, односно со згручување на крвта, кое што може да води до така наречени емболизации на тие на таа згручена крв и појава евентуално на несакани последици од тип на мозочен удар. Со цел да навреме го откриеме и навреме да реагираме со терапија или со некаква инвазивна процедура е идејата на пулс деот, на денот на пулсот, да зголемиме што повеќе пат нашите пациенти да сами да ја откријат таа аритмија, затоа што и самите знаеме дека многу е тешко да секој пациент навремено стигне до лекар, односно и да стигне, најчесто тоа не се само контроли или редовни прегледи. Ова е нешто што е многу едноставно, што сам може пациентот да го научи и што сам може да го прави на редовна база. Вие покажувавте тогаш, доктор, односно и во флаерот, има дека со показалецот и со средниот прст над палецот се става и сега ние треба да слушаме каков ни е пулсот, дали прескокнување, забразување, успорување, се тоа значи неправилно очекување на срцето. Не, но точно дека имавме во тек на денот на пулсот во Diamond Mall бевме оваа година. Значи ова прва година како вака го обележуваме денот на пулсот. Идејата беше да покрај флаерите кои се делат, кај што е објаснато како треба да се измери пулсот, беше и нашите млади лекари специјализанти објаснуваја на случајните минувачи како тоа може да го прават. Значи, во секој случај имаше прашање од тип што ако имам побрз, што ако имам поспор, што ако ми прескокнува само срцето, дали тоа значи дека имаме некаква аритмија? Не секогаш значи, но прескокнувањата на срцето најчесто ние ги мониторираме или ги осеќаме на пулсот како неправилна срцева работа. И тоа понекогаш е добро ние да го пријавиме. Што значи пријавиме? Тоа значи дека ние како ќе си го измериме пулсот со да речеме чести прескокнувања, кои што се или не се регуларни, ние можеме да го пријавиме тоа кај матичниот лекар и едноставно матичниот лекар би ни направил 12-канално или 6-канално ЕКГ, оно со што ја располага, и на тоа би видел дали има некакви отстапки, дали е тоа аритмија или дали се едноставни прескокнувања. И тоа би го пријавил потоа, односно би го насочил пациентот дали е потребно во терциерно или во секундарно здравство за понатамошно лекување. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Талевски, нели доколку сами дома си го мериме пулсот за да знаеме нели како ни работи срцето, доколку еднаш се случуваат такви прескокнувања, претпоставам дека не е страшно. Меѓутоа, еве сами споменавте дека нели нема други симптоми, да кажеме, еве мозочниот удар пред да се случи, освен ако не мериме редовно пулс за да знаеме дека имаме прескокнувања. Колку ни се чести такви пациенти кога веќе ќе завршат на неврологија и вие всушност ќе знаете дека аритмијата е причината за мозочниот удар?
За жал, почести од очекуваното, значи негде јас сум околу 20% од сите мозочни удари се поврзани со атриална фибрилација и голем процент од нив се поврзани со атриална фибрилација, така наречена silent или тивка, или пациентите не осеќаат атриалната фибрилација, што е најголемиот проблем. Дали таа е најопасна? Да, значи таа е најопасна затоа што ја викаат уште тивок убиец, затоа што едноставно не знаеме дека имаме. Точно дека сега е ера на дигитална технологија и се повеќе, особено возрастната популација, има овие паметни часовници кои што до негде помагаат, но морам да напоменам дека имаме доста лажно позитивни резултати од дел од нив. Не се ти вклучени во рандомизирани клинички студии каде што би се потврдила нивната ефикасност или не, барем не сите од нив, дел од нив се, но и да добиете таков резултат може, ако нешто не ви е одстапува од нормално, да го пријават пациентите и што е кај матичниот лекар. Ова што ние го правиме е некаква кампања што ја прави цела Европа и нашето кардиолошко здружение за овие особено пациенти кои што се со тивка атриална фибрилација или кои можеби имаат да можат да го осетат на едноставно мерење на пулс. Значи тоа е наједноставна и најевтина процедура. Навреме пред да се случи таа навреме за вие сериозна. да стигнете до третман на вашата аритмија. Така. Пред да продолжиме, доктор Талески, имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме, повелете. Благодарам. Да го прашам докторот. Јас сум оперирана од аортна валвова. Меѓутоа имам мало стеснување сега и повторно вршам испитувања. Пулсот ми се некој качува и до 107, 101, а притисок, да речеме 120, 155, 148 ми доаѓа пулс, притисокот. И сега не знам што е да бутава волку мал. Нискиот ми е мал, а високиот знае да се качи и до 200 некој пат. А пулсот до 107 ми иде. Така. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве колку што ја разбра веќе и оперирана, се тоа може да биде и последица или пак можеби нова веќе. Аортната стеноза е генерално поврзана со висок, она што го кажа пациентката, високиот притисок што го викаме или систолниот е екстремно покачен затоа што недоволно крвта под голем притисок и се испумпува затоа што има стеснување на местото каде што е на самата аортна валвула. Оперирана е пациентката, јас не знам кога е последно направен преглед контрола на постоперативна контрола и кога е направена операцијата, со идеја да се процени дали има повторна рестеноза, дали е во ред, нема. Тоа би значило, доколку има, тоа би значило понатамошен третман, но тоа би ни го објаснало до негде можеби и тој систолно покачување на притисокот. Во поглед на пулсот, она што ни е наш како фокус денес, 107 не е пулс кој што треба, зборам аритмичен пулс, не е нешто што треба многу да загрижува. Пулсот при покачување на крвниот притисок како одбранен механизам е очекувано да се покачи. Пациентите со атриална фибрилација, веќе кога зборуваме за нерегуларен ритам, може да имаат и 70 фреквенција, а да биде нерегуларен ритам. Значи брзата и спората фреквенција не значи дека сте заштитени ако сте имате 60 фреквенција од мозочно страдање. Ние ја прашавме нашата гледачка кога била оперирана, меѓутоа претпоставам дека треба повторно да се јави за да се види зошто. Да, треба да се направи повторно ехо, преглед и претпоставам ехо на срце со цел да се види состојбата на таа аортна валвула во моментот. Постоперативно така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас сакам да го поздравам успешниот доктор и да му честитам доцентурата. Тука се јавувам од Кавадарци, мајката на вашиот колега Рамов од Кавадарци. Јане, многу ми е мило. Фала ви. Така. Многу ми е мило и само продолжете така. Фала Се ви. најубаво. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Беше наша гледачка, нели, што претпоставам дека и лично ве познава. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вам во студиото. Ви благодарам, повелете. Сакам да прашам нешто да опрашам доктора за прескоците. Имам прескоци. Добро. И што значат тие, колку се опасни?
А од кога ги имате такви прескокнувања? Па имам 3 години, од време на време ми се појавуваат. Добро. Имате правено нешто прегледи, испитувања? Да, и пијам бипресо и флека и не иде. Добро. Така. Значи, прескоците се генерално она што нас ни е потребно кај пациенти што кажуваат дека осеќаат дека имат прескоци, може да бидат многу непријатни. Ни е потребно се направи 24-часовен холтер мониторинг и обично 12-канално ЕКГ. Зошто? Затоа што ни е битно да видиме како изгледаат тие екстрасистоли, она што ние викаме каква морфологија имаат, и да видиме колкав процент ги има во 24 часа. Дел од нив, голем дел од нив, се јавуваат кај структурно здраво срце. Тоа значи пациентката, претпоставам, во низиното испитување направила и ехо на срце. Доколку ехото е уредно, тоа значи дека се јавуваат кај здраво срце и тогаш процентот е клучен за дали е загрозена во иднина, односно дали го оштетуваат срцето или не го оштетуваат. Ако процентот е надодреден, обично ние следиме процент некој околу 25% од 24 часа ни е европски процент кој што треба да се алармира или не, тогаш треба да се интервенира, кај дел од нив се трудиме сега со оглед на нашата процедури електрофизиолошки, достапни се сите овие за аблација. Голем дел од нив, ако имаат висок процент, ги решаваме трајно, зборуваме кај структурно здраво срце со електрофизиолошка процедура и аблација. Треба негде да се обрати посебно? Па јас би советувал да се прекине ако треба да се направи ехо на срце, доколку ехото покаже структурно здраво срце, не знам од каде е пациентката, значи во регионалниот, доколку не знам во кој регион, треба да се направи, ако е возможно, во тој центар ехо, а ако ехото е во ред, тогаш би требало да се направи холтер за ритам и ЕКГ. И со тие резултати пациентката треба да дојде кај нас, за да не се малтретира и да доаѓа во неколку наврати. Така. Пред да ги вклучиме следните гледачи, доктор Талески, кога нели лекаре или вие кога ќе кажете навреме да се открие аритмијата и навреме да се почне со терапија, а сега знаеме дека аритмијата нема симптоми и не знаеме како да знаеме дали имаме аритмија, кои се можеби тие ризични или што што треба да не натера за да знаеме навреме да ја откриеме аритмијата? Видите, аритмијата генерално е поврзана со освен секако мерење нели на пулсот сами. Како знаци за дека имаме аритмија, најчесто аритмијата, атријалната фибрилација конкретно, е поврзана со нефункционирање на потекнува од една предкомора и таа предкомора комплетно не функционира. Тоа значи при малце поголема наша активност би довело до несоодветна работа целокупна, што би довело до некакви симптоми од типот на глад за воздух, благ замор, прикачување по скали, нешто што не било до пред неколку месеци, денови или години. Значи, тоа се иницијални симптоми, тоа значи дека пациентите што почнуваат или што се активни, ги осеќаат. Пациентите што се статични, што не се активни, што се само низ дома, е стварно проблем, затоа што не може да осетат разлика ако се само во мал простор. Ако почнете се активирате, ќе осетите разлика затоа што не може срцето доволно да испумпа, односно несоодветно функционира ради таа аритмија, а тоа доведува до тие почетни симптоми. Тоа треба да не натера да размислиме во правец на некаква неправилна срцева работа. Колку на работата на срцето исто така влијае, можеби премногу пиење на кафе, алкохол, па и енергетски пијалоци, особено кај лица кои што се бават и со физичка активност или вежбаат спортисти? Значи, генерално атријалната фибрилација како најчеста аритмија, значи тоа го споменав неколку пати затоа што стварно секој трети до петти пациент има атријална фибрилација, значи тоа е стварно честа аритмија. Истата е поврзана, најчесто се иницира како тригер, алкохолот е особено тригер, особено ексцесивен внес на алкохол. Енергетските пијалоци го забрзуваат генерално срцето, значи тоа не зборуваме само за кафе како енергетски пијалок, зборуваме и кај сите овие други енергетски пијалоци кои што ги имаме во продажба. Прекумерен внес може да доведе секако како тригер, тоа не е причина, но може да биде тригер за појава на атријална фибрилација. И го среќаваме кај млади физички активни пациенти. Тоа не значи дека тие треба да се подвргнат на инвазивна процедура и на аблација, него треба да се подвргнат на подобрување на квалитетот на живот.
Значи, дали тоа намалување на енергетски пилалци, физичка активност, намалување на алкохол, цигари, оној момент кој што би ги изречил епизодите. Многу кафе пиење исто така влијае или не? Кафето е енергетски пилок, но влијае на генерално на забрзување на срцевата работа. Така да ќе оние пациенти кои што имаат атриална фибрилација, кои што веќе имаат или имаат проширено дел од срцето од кај што потекнува, може да биде тригер за појава на ајде како да кажам, да ја забрза атриалната фибрилација. Иначе генерално директно да влијае да ја предизвика, не би рекол. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало, Да, повелете, вас слушаме. ало, Во програма сте, повелете. ало, Ве слушаме, господјо, повелете. Дали имаме гледач, повелете. Да, Да, повелете, во програма сте. би сакала да го прашам докторот, не ми е многу висок притисокот, ни високиот, ни нискиот, а колку треба да биде пулсот во бројка, да ми каже? Колку треба да биде откусаат на пулсот? Дали вие сами си го мерите, знаете да си го мерите пулсот? Да, на дигитален апарат имам. Сега колку е... И точно не колку знам. ви покажува? Па некогаш ми покажува 80, некогаш 70. Еве сега ќе ни каже еве доктор Талевски кој ни е нормален пулс и дали со возраст исто така влијае секако. висината на пулсот. Значи, нашите повозрастни пациенти се, морам да признам, добро е тоа што редовно мерат притисок, но преоптеретени се дел од популацијата со не само со притисокот, него со пулсот. Значи, треба да имаме во предвид дека пулсот не е статичен, дека не може пулсот да биде фиксно 60. Тоа значи вариациите на пулсот се поврзани со жив човек и тоа е сосем нормално. Затоа имаме вредност од според европските препораки од 60 до 100 дека влегува во нормален пулс. Тоа не значи дека тоа е пулс кој што ако имате 52 дека вие треба да алармирате и да одите веднаш да брзате да одите негде да тоа се испитува. Тоа значи дека како вие стареете, како ние старееме, спроводниот систем на струја во срцето кој што ги генерира сите овие импулси фиброзира или старее со вас. Тоа значи дека ако имате 60 години и 80 години, пулсот очекувано е да прогредира кон пониска вредност. Тоа значи дека вариациите би биле од пониска вредност би започнале. Може да би имал пациенти 45 и 50 пулс, ако нема никакви симптоми пациентот, не значи дека треба нешто посебно да се прави. Точно е дека ако измерите понизок пулс, треба да се пријавите кај матичниот лекар, но не веднаш, не секогаш тоа е нешто алармантно. Меѓутоа 80 еве спомена нашата гледачка. Битно ми е да попренесам дека и пациентите што ги гледаме се оптеретени со вариациите во пулсот. Значи, видите, ние човекот не е машина, тоа значи дека ние не го местиме пулсот. Пулсот си варира и така треба да варира со нормално со хормонската активност. Така да 60 до 100 е нормален пулс и треба да очекуваме понизок или поголем од тоа и тоа е делот од пошто ние ќе се изнервираме, ќе имаме некаков стрес во животот, како што спомнах се напијаме кафе и тоа треба да го имаме во предвид, нели? Така. И не исто предпоставам на сабајле кога ќе се стане и во попладне кога ќе се измери. Точно. Имаме гледач, повелете во програма сте? Сакам да поставам прашање до докторот. Повелете. Мажот ми има 71 година и има нисок притисок, 88, 100, највеќе до 100 со 60-70, а срце очекување 123, 120 и пред некој ден беше на кај лекар, направено му е ЕКГ и доктору му рекол дека така тоа не е добро очекување и му е дадено анализа да прави на крв и после да отиде на кардиолог. Што ќе каже доктору за нисок притисок и високо очекување? Значи 120 ако очекувањата се во континуитет, тоа не е нешто што е физиолошки, што е нормално, особено на таа возраст, особено кај некој што не е активен. Претпоставам дека тоа е мерење кога седнал пациентот, не е цело време активен.
Тоа значи дека и матичниот лекар му кажал дека не е во ред срцевиот ритам. Кај возрастна популација атријалната фибрилација е една од најчестите аритми, особено кај возрастната популација. Треба тоа да се има во предвид. Претпоставам дека матичниот лекар може да не е атријална фибрилација, но сигурно сум дека видел за во која рамка на, ајде како да кажам, дека на предкоморните хикарди се работи и затоа му посоветувал да се направи контрола на кардиолог. Доколку се работи за атријална фибрилација, најчесто проблем е реалното мерење на крвниот притисок, затоа што имате нерегуларен ритам и тогаш дигиталните апарати колку и да се добри можат да прават, како да кажам, да дават лажно некакви позитивни и негативни вредности на тој крвен притисок. Повеќе би алармирал ја за пулсот, односно би посетил интернист или локален кардиолог за да види за кој тип на забрзување или правилно неправилно се работи, отколку да се секирам за во ситуацијата за неговиот притисок. Така еве се надевам дека се упатени, како што каже и нашата гледачка, доколку не секако ќе си побараат за интернист. Пред да ги вклучиме следните гледачи, доктор Талески, кога би кажале, дали аритмијата може да помине тивко без симптоми? Да, секако, како што споменавме преска, за жал доста често тивко и без симптоми поминува и она што е битно, не само најстрашните мозочен удар, но аритмијата, особено атријалната фибрилација, го шири срцето и како би кажал, на долги стази може да доведе до проширување на срцето или така наречена срцева слабост. Многу често се дешава да ги затекнуваме пациентите со таа срцева слабост и нашите процедури тогаш се многу покомплицирани, со поголем ризик, за цел да го вратиме срцето во нормален ритам. За жал, пак ќе кажам, се дешава и не е така ретко да прв симптом или е случајно открие наод атријална фибрилација или аритмија кај пациентите. За време, претпоставам, кога ќе кажеме тивко, кога веќе настанал мозочен удар. Дали е мозочен удар, дали е тоа веќе проширено срце, па пациентот доаѓа со интензивен замор, така да едно од тие најчесто за жал и видите атријална фибрилација не е поврзана само со мозочен удар, е комплексна аритмија поврзана со деменција, поврзана со когнитивни нарушувања, поврзана со емболизации, низ цел организам може да биде поврзана, затоа што дел од срцето, кој што кажав, не работи, тоа значи дека има можност да се таложи крвта и се создаваат тие тромби или згручена крв. Тоа прави голем проблем. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало. Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за вас и до докторот. Ви благодариме, повелете. Благодарам се Милопино, да ме прашај во доктор. Повелете. Имам градено стендери, 3 пейсмейкери. И сега, пред една година, почна многу да ми варира притисок. Значи, најрапидни 38 со 80. Посебно ако повеќе гледа на сонце на тоа. И неколку пати ми случи да паднем на улица. И за неколку минути пак да се нормализира притисок. А многу често, значи, ми паѓа. После пак имам 36 со 88. Пулсот ми е 60 нормално, пошто имам кейсмейкер. Може со малку забрзување, ако илезам неколку чекора да стане и 80-90 тоа пулсот. А во мирување ми е 6. Така. Тоа е сега што треба да направам да се спасам од ова паѓање на притисок. Така. Еве овде имаме не висок, туку веќе низок притисок. Да, значи видите песмейкерот во поглед на забрзувањата негови успорувањата имаат песмейкерите кои што ги ставаме ние се нова генерација апарати кои што имаат сензори во нив, кои што идејата е да го следат потребите на пациентот. Ако пациентот е физички активен и песмейкерот ќе му возможи од куцај како да баш да спореди физиолошки или нормално срце. Така да ние го, како да кажам, го подесуваме апаратот според потребите на пациентот. Новите апарати имаат и многу алгоритми кои што и сами се прилагодуваат со тек на време на самиот пациент. Она што често може да се дешава е да несоодветно може да се измери притисокот затоа што имаме електрична активност од песмейкерот, а не од пациентот. Тоа е едно. Второ,
Повозрастната, за жал, популација кај нас, тоа е нешто што го заприметивме од ова група на пациенти, и има несоодветен внес на течности, особено во летните месеци. Тоа доведува не само до пат на притисокот, него доведува и до електролитни дисбаланси, а тоа доведува и до нарушена можност на апаратот да работи кој што треба. Зошто нашата популација не внесува доволно течности, не би знаел, но го среќаваме многу често, особено во летниот период. Значи, јас би советувал да внесот на течности, доколку дозволува состојбата, да биде барем до 2 литри, тоа се однесува на вода и течности кои што ги внесува пациентот во тек на денот, да особено ова се однесува за период кога, како што спомна, на сонце. Да, на сонце излезе на топло. Затоа што колапсот, доколку е поврзан со срцевиот ритам, е поврзан со успорување или екстремни забрзувања, кои што пациентот, колку што разбрав, ги нема, или варијации и можност може да биде колапс ради низок пат на притисокот. Падот на притисокот може да се регулира со зголемен внес на течности. Така. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас како водител и до докторот. Ви благодариме. Јас сум пациент на доктор Јаневски, на доктор Јане Талевски. Мојот сопруг има 75 години и ние, мислам, еднаш годишно, како што ќе ми каже, одиме на преглед. Минатата година докторот беше подолго одсутен, мислам, службено, и не прими неговиот колега. Кога не прими, кажа да ја примиме истата терапија, меѓутоа во последно време многу често се менува притисокот и мислам ова пулсот. За лековите што не ги даде доктор Талевски беа аминокордин, копренеса, росвера, и кога ќе биде над 60 пулсот да примаме по половина небилет. Меѓутоа во последно време многу варира и притисокот и пулсот. Например, вчера му беше 112 со 72 со 71 пулсот, а вчера беше 125 со 60 64, а денеска веќе 126 и 77. Ве молам, навистина не знам што да направам, ме загрижува. И затоа би сакала да појдеме ние кај нашиот доктор, не веќе неколку години одиме кај него и би сакала да видиме кај него. Така да ќе го замолам докторот да ми каже што треба да направиме. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве за ваши пациенти. Видете, јас ми е стварно жал што не секогаш можеме лично некој од нас да излеземе во пресред. Откако овие последните две, особено од 2-2,5 години, откако активно работиме со инвазивен дел, со процедури во сала, целиот наш тим, без разлика дали се работи за мене или за колегите со кои што заедно работиме на овие процедури, се трудиме да пациентите не бидат од ова или од онај доктор, пошто сметам дека тоа не е нешто што е на долгорочен план, дека е добро за пациентите. И нашиот тим има исти погледи или, како да кажам, план за работа, односно протокол за третман на овие аритми за пациентите. Тоа значи без разлика дали сум бил присутен лично или бил мој колега присутен, помлад или повозрасен, третманот е како да кажам, е ист, би бил ист. Во поглед на пулсот, доколку има големи варијации, оно што кажа пациентката, и доколку чим сме скратиле дел од бета-блокаторот, го спомна дека е по потреба или е намален многу, тоа значи дека има варијации кои што се спуштаат и многу ниско, а не само високо. Најчесто пробуваме одреден период со лекови, дали можеме да го задржиме пулсот во некаква рамка. Ако не успееме, тогаш предложуваме и инвазивен третман, зборуваме за повозрастните пациенти ова, и инвазивен третман со цел да можеме да даваме за побрзиот пулс лекови, а пациентот да не се спушти вредноста пододредена. Така да, доколку има се уште варијации покрај обидите мои на моите колеги или на нашиот тим аритми за да се регулира пулсот, јас би рекол на пациентката да дојдат повторно. Значи, без разлика кој ден, секој ден нашата амбуланта за аритми работи секој ден од понеделник до петок.
без разлика кој ден да дојдат за да можеме да направиме проценка дали е се уште за таблетарно лекување или е потребен инвазивен третман. Да, во секој случај ја се надевам дека нашата гледачка го слуша одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме, повелете. Имам едно прашање до докторот, вака, јас со години уназад, значи, осеќам некои прескокнувања во срцето, пулсот ми е нормален, притисокот исто ми е нормален, значи околу 114, 115, 175, а очекувањата ми се негдека околу 75-80 до 90 највеќе ми одат. Но со години уназад осеќам прескокнување како некој да ми го држи срцето, па одеднашка ми го пушта и тап ке ми направи. Али тоа почесто се јавува кога се менува времето, кога треба да врне или кога е екстремно топло. Така да беше многу пати, значи овие години, не знам каде се ни на кој кардиолог не отидов, секаде ми кажаа дека срцето е здраво, дека се е во ред, а кога носам холтер не може да се фатат или на ЕКГ тие прескокнувања. Значи тоа е само во одредени денови кога се менува времето, али тоа е толку многу страшно што навистина ме плаши, не знам што да направам. По потребата ми рече да пијам верапамил од 40 мг, се смирува тоа, така да може наредниот ден пак повторно да се јави еднаш два пати во текот на денот, ама не знам. Така. Јас ви благодарам многу за јавањето. Што во вакви случаи, доктор Талески, ќе се провери дека срцето во ред, меѓутоа имавме претходно еден од гостите беше со прескокнувања, чести прескокнувања и со терапија за прескокнување. Овие пациенти кои што немаат чести прескокнувања, односно кога имаат периодично, генерално ние пошто како што спомнав ги следиме европските препораки. Препораките кажуваат дека третманот на прескокнувањата или прескокнувањата се значајни, односно можат да направат штета на срцето доколку се континуирани. Тоа значи ако не може да се фатат на ЕКГ или на 24 часовен холтер или се многу ретки на тој холтер, се незначајни. Односно не може да направат никаква штета на пациентката. Точно е дека се јават периодично, кога се јават се драматични може да бидат, односно симптомите може да бидат да ги поднесува овој или оној мислам различно да ги поднесуваме, но доколку тој ден се направи ЕКГ и ги има и само тој ден, тоа значи дека на пациентката не може тие прескокнувања никаков проблем да направат на долгорочен план. Значи јас не би пиел верапамил. Дозата од 40 мг е екстремно ниска и се дава најчесто на кај деца. Не е планирана за да се дава кај возрастни. Она што би ја посочила ако случајно се јават и траат кога периодично неколку дена да се слика ЕКГ, барем да знаеме за какви екстрасистоли се работи. Така. Еве јас се надам дека го слушна одговорот нашата гледачка. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Дали имаме гледач? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Поздрав до докторот, поздрав до водителката. Ви благодариме, повелете. Вака, сакам да поставам едно прашање на докторот, имам 42 години. Добро. Вака, имам терапија, пијам пропранолол, 2 пати по четврт, ми ги дадоа за мигрена, значи немам аритмија, имам правено интернистички преглед, имам ехо на срце правено, се е во ред, значи притисокот ми е 110-170 постојано, а пропранолол ми рекоа да го пијам постојано за мигрена, пошто имав многу време. Добро. Сега, дали може да направат тие таблети некое оштетување нешто на срце, дали, пошто пишува дека се за аритмија, а кај мене нема аритмија. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Значи, видете, ја не знам зошто е дадено искрено пропранолол кај мигрена и од која институција е дадено.
пошто пациентката спомна дека нема нарушување на ритам. Аритмија, да. Она што би препорачал да се направи е треба убаво е да се направи ехо на срце. Дел од пациентите кои што имаат отвор помеѓу десната и левата предкомора може да имаат мигренозни болки поврзани со тој отвор. Иако тоа е дискутабилно, но може да се деси да имаат мигренозни болки. Доколку се види такво нешто, тоа се прави така наречено трансезофагиално ехо за да се процени дали постои и колкав е тој отвор и дали има проток обратен, што би рекле, шант помеѓу двете предкомори или проток на крв. Доколку има такво нешто, треба да се направат понатамошни доиследувања за да се утврди дали евентуално е потребно инвазивен третман на затварање на тој отвор и дали истото мигрените се поврзани со тоа или не. Иначе, доколку има некоја друга причина вон кардиолошка, не би знаел каде би го дали, која институција го дала пропранололот и таа доза што е дадена, затоа што дозите во кардиологија се многу повисоки од она доза што ја зема пациентката. Значи, во секој случај треба да се направи дополнителни иследувања, да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме, повелете. Инаку јас сум негов пациент, лани во март месец правев аблација, мислам дека сега тоа, имав аритмија. Добро. И срцето, пулсот беше многу висок. Од кога ја направивме таа аблација, мислам дека сега се подобри пулсот и имав неправилна работа на срцето. Си одам на контрола редовно, како што ми е кажано. Ако справев коронографија, исто беше чисто, немаше запушување. И ја пијам терапијата. И сега се осеќам подобро. Пред да ја направам таа интервенција, бев многу изнемоштен, немав кондиција ни 5 метра да подам. Така да сега ми е добро и ми препорача колегите на докторот да повеќе да се пешачи, да се движи, пошто јас повеќе имам на килажа за тоа. Енако физички работам. Со терапијата најверојатно треба да се продолжи, што ги пијам лековите. Така. Еве имаме искуство, претпоставам како што го разбрав и нашиот гледач позитивно, значи не можел претходно после интервенцијата. Гледате како артеријалната фибрилација му влијаела на гледачот, да, генерално аблацијата на артеријална фибрилација е голем стварно бенефит за пациентите. Пациентите наши, сите што се подлегнуваат на процедурата, добро знаат што значи процедурата, знаат дека артеријална фибрилација е болест која што е со непозната етиологија или причина, но од друга страна знаат дека аблацијата му овозможува да се ослободат од артеријална фибрилација одреден период и ако се јави, епизодите бидат многу пократки и поретки. Она што заприметивме и што сугерираме на пациентите да поработат на себе, односно да намалат телесна тежина, затоа што телесна тежина ни е голем, како да кажам, непријател на артеријалната фибрилација. И да зголемат физичка активност, не физичка активност низ дома, него пешачење. Пешачењето е најбитната физичка активност за тонирање на срцевиот мускул. Така. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, еве да се надоврзам и на последниот гледач, значи деколку ни се бенефитот еве од ваквите интервенции, меѓутоа можете ли да ги згрижите сите пациенти, имаме ли доволно и просторно и кадровски услови сето тоа да функционира како што треба? Да, процедурата е последниве, како што кажав, активно процедурата се работи последниве 2,5 години, активно. Веќе сме стигнати до негде околу 300 аблации на артеријална фибрилација и морам да кажам дека колегите и целиот тим работи стварно многу активно. Посветени се секој дел од екипата, почнавме многу малце членови, сега се едуцираат и нови. Екипата се зголеми за, да наречам, повеќе од 100%, во односно оно што почнавме пред 2,5 години, што е добро за младите, прокажуваат огромен интерес за електрофизиологија и многу значи за наш, а особено за пациентите. Оно што ни фали, што е многу битно, е условите за работа. Во секој случај, еве како апел до институциите, односно до Фондот за здравство, ние сме континуирано во преговори со Министерство за здравство. Сала за електрофизиологија ни е нешто што е клучно и што ќе ни олесни не само нас лично, оно што е најбитно ќе овозможиме тим кој што би работел во иднина,
и нашите пациенти би имале континуиран, би биле згрижени. Тоа значи не може вие да листа секогаш би имало пациенти кои што би чекале. Пациентите не чекаат многу, но идејата е што помалце да чекаат за да може да се намалат овие несакани последици на атријалната фибрилација. Еве да се надеваме доктор Талевски дека ова го слушаат здравствените власти, секако како што кажавме тоа е во интерес не само на тимот кој што работи, туку и на пациентите. Јас ви благодарам доктор Талевски што бевте мој денешен гостин и што ве зборувавме за оваа тема, за како што кажавме што повеќе да ја зголемиме свесноста и што понавреме да се откриваат ваквите состојби за и навреме да се почне со терапија, некога веќе ќе биде касно. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.